Наварање на почитувачите на јазикот, разгледницата од Македонија освен живописни слики од прекрасни крајолици, ќе мора да содржи и речник кој ќе треба да ги толкува пораките испишани во неа. Иако тоа цврсто се ветува, уште при давањето збор се демантира. Па, пошто и обеќак дека ќе го кажувам да се трудиме да зборуваме литературно на својата така општина Делчево. Така да, грешки секој има, но да не се забележителни. Тоа што се забележува е промената на амбиентот во салата на градското собрание. Председателот е удобно закопнат во фотелјата, а веројатно за да се избегнат сценски настапи како од блиското минато, за потенцијално немирните советници е предвидена соодветна локација. Јас изреагирав за оваа новина што сте вовеле денеска и председницата. Со ова магарешка клупа што сте ставила за советниците, мислам дека не е во ред. Со техниката е зборувана оваа магарешка клупа што ја викате вие, е местото кај што се обраќаат и градоначалникот вчера на прославата и сите, значи таа истата официјална говорница на градот Скопје, не е магарешка клупа. Клупата може и да не е магарешка, ама вокабуларот меѓу политичките опоненти од советите на говорницата е баш на тоа ниво, кое дозволува терминолошки да се израмнува со зборот што погрдно е посветен на тоа домашно животно. Али Перо, како советник, како колега, тој делеше едни ваучери за еден гроздобер и си ги зема сите. Пере, сега, види, нема да гледам. Слушај, И сега тој дели, уѓе во комисија и ги дели сите за мене. јас нема, Ристе, значи лични навреди, ама лична навреда. Колега да не е така. Се разбира дека не станува збор за навреда, туку за некаков личен аргумент кој во жарот на дискусијата се користи како општ факт. Такви се и паралелите кои се прават за да се укаже неизборниот успех на најголемите противници. Советничката група на СДСМ е во моментот со 5 членови и нема никаква поддршка. Односно, советничката група на СДСМ е само еден автомобил со патници. Но никој никому не останува должен, па на параболите се одговара со комплексна метафора за огромната моќ која наводно ја поседува моделот во кој сепак и натаму може да се превезуваат само 5 патници. Ние сме автомобил, но сме Porsche Macan GTS целосно електрично со моќност од 571 конска сила и максимална брзина од 250 км на час. И овој автомобил во моментов е спремен да ја претекне секое тешко возило во Советот на град Битола. И јас сум многу горда што сум дел точно од овој автомобил. И на крајот, за егоцентричноста на жителите на одделни населби и општини развиена на ниво на анегдота. Ѓорче Петров, што прави Чак Норис кој че отиде Ѓорче Петров, прави што ќе му се каже, таква е структурата на градот. И на Ѓорче, и на Скопје, и на Македонија им треба Чак Норис. За конечно, некој да го прави тоа што ќе му се каже.